أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до судниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Джел од работите кои строго ги забранил на неговите робови е и тоа да се вознемируваат или да им се нанесува зло на верниците. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: а тие што ги вознемируваат верниците и верничките, а тие тоа не го заслужуваат, товара на себе клевета и очигледен грев. Ова предупредување го опфаќа секој вид телесно и душевно вознемирување, било со зборови или со дела, како посегнување по туѓиот имот и собственост, нарушување на честа, навредување, цуење, лажни обвинувања и ширење злонамерни гласини. Оној што го прави тоа, нека знае дека возвишениот Аллах Азза ва Джел ги брани своите верници и ги уништува сплетките на лажливците. Од грижата на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем за зачувувањето на правата на муслиманите и за тоа да не им се нанесува зло е и хадисот каде што вели алейхи салату ва салам: чувајте се од седење по патиштата. Тие рекоа: о Аллахов пратенику, не можеме без нашите места за седење каде што разговараме. Тогаш Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: доколку веќе морате да седите, тогаш дајте му го на патот неговото право. Па рекле: а кое е правото на патот? Одговорил алейхи салату ва салам: спуштање на погледот. Ове првиот хак на потот. Спуштање на погледот, а не да гледаш во све што ќе поминете. Второ, воздржување од нанесување зло. И ова е битното од овој хадис: воздржување од нанесување зло. Потоа возвраќање на селамот и наредување на добро и одвраќање од зло. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем наредил на секој муслиман да му се даде неговото право, а едно најважните негови права е да биде поштеден од секој вид на вознемирување. Ако Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем во една прилика му рекол на некој човек кој на денот на џума се пробивал меѓу луѓето, прескокнувајќи помеѓу нив, па му рекол: иджлис факад азейт, седни, бидејќи веќе ги вознемири на луѓето. Кога во овие моменти, во време на ибадет, не смеш да вознемириш никого, како е тек надвор од ибадет, како е тек за нешто што е поголемо од теа. Еден ден Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем се искачил на мимберот и со силен глас повикал: о, вие што го примивте исламот само со своите јазици, а иманот се уште не влегол во вашите срца, не вознемирувајте ги муслиманите, не срамете ги и не истражувајте ги нивните мани и скриени недостатоци. На вистина оној што ќе ги истражува недостатоците на својот брат муслиман, Аллах ќе ги истражува и открие неговите недостатоци. А кому Аллах ќе му ги истражува недостатоците, ќе го посрамоти, па дури и во внатрешноста на неговиот дом. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем вели: муслиман е оној од чиј јазик и рака се безбедни другите муслимани.
Ебу Хурейра радијаллаху ан пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: еден човек поминал покрај гранка од дрво што се наоѓала среде патот, па рекол: се колнам во Аллах, ќе ја тргнам од патот на муслиманите за да не ги вознемирува. Поради тоа бил воведен во дженнет. Затоа Аллахов робе, размисли за ова голема награда за едно навиду мало дело. Тој човек го направил со намера да ги заштити и да им користи на муслиманите, па со тоа ја добил оваа голема награда. По сите овие некои аети или хадиси, должни сме да се запрашаме дали навистина ги чуваме муслиманите од нашиот јазик и од нашите постапки. Дали внимаваме да не им нанесиме зло и да не ги вознемириме. Затоа, браќе, еден од проблемите со кои се соочуваме во нашето место е прекумерната бучава од моторите што ги возат многу млади, па дури и деца. Особено тешко е кога се вози со голема бучава околу џамијата, додека луѓето се во намаз, а посебно во задниот дел зад школава. Зарем не е вознемирување да се нарушува намазот на верниците? Зарем не е нанесување зло да се вознемируваат старите, болните, малите деца и луѓето во нивните домови, особено во доцните ноќни часови? Ние не зборуваме против моторите во основа, затоа што секој, ако не му пасира нешто, мора погрешно да свати. Не збориме дека моторите се харам, но гледаме да се користат онеќе како што е дозволено, да не се вознемирви братот муслиман. Затоа човекот мора да биде одговорен и да внимава со својот чеф и со своето задоволство да не им нанесува штета на другите, да не ги вознемирува на другите. Затоа Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: муслиман е оној од чиј јазик и рака се безбедни другите муслимани. Затоа ги советуваме нашите млади да се плашат од возвишениот Аллах азза ва џел, да ги почитуваат џамиите, намазот и правата на луѓето, да не возат со непотребна бучава околу џамијата, по улиците и во доцните, посебно ноќни часови. Исто така ги повикуваме родителите да превземат одговорност за своите деца. Не е доволно само да му се купи мотор, а после да не се знаат коде возит, како возит и кого го вознемируваат. Родителот е одговорен пред Аллах азза ва џелле за воспитување и постапките на своето дете. Затоа го молиме на Аллах азза ва џелле да ни упати нас, да ги упати нашите родители и да ги упати нашите деца кон оне што е хајр и добро за нив, а и општо за муслиманите. И го молиме на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни упати на она на што е тој задоволен и да не седини во џеннетул фирдеус заедно со пратениците, شهيدي إسكاني تيسيت دبر اللجة. آمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في ميانمار، اللهم انصرهم في الصين، اللهم انصرهم في السيناء، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.